Поради променетите стандарди за условите за гласање и новите здравствени протоколи, голем број локации на избирачки места во регионот ќе мора да бидат променети. Тоа значи дека сите оние гласачки места кои се помали од 30 метри квадратни ќе бидат затворени, а гласачите ќе гласаат на нови соодветни локации. За сега се уште е неизвестно колку и кои избирачки места ќе бидат сменети. Ова ќе се знае дури откако ќе заврши увидот на истите кој е во тек. Се уште немаме насоки од ДИК како да се постапи со тие избирачки места. Штом имаме насоки од стручната служба на Државната изборна комисија, ние ќе постапиме согласно нивните упат. Во Штип новите стандарди не ги исполнуваат избирачките места во населбата Железничка и во Новосело. Наместо таму, овдешните жители најверојатно ќе гласаат во училиштата Коле Нехтенин, односно Ванчо Прке. Во Виница промена ќе има кај 3 избирачки места. Во Општинска изборна комисија Виница имаме направено само 3 промени на избирачките места, само во површината, не за нови избирачки места, не за се работи за нови избирачки места. Инаку во Општинска изборна комисија Виница сите простори се во ред, потребни услови и квадратура. Дополнително важат и посебни протоколи за гласање. Ова особено се однесува за лицата кои се во изолација поради присуство или сомнеж за коронавирус. Гласањето меѓу нив ќе оде со специјална здравствена група која ќе биде заштитена, како што велиме, од глава до петици. На тој начин тие ќе гласаат или ќе одадат своето демократско право. Но ние како ОИК или Општинска изборна комисија Штип ќе добиеме само избирачки список ради воредната ситуација во кој ќе бидат наведени сите COVID, самоизолација COVID-19 луѓе. Ова подразбира ангажман на голем број здравствени работници кои ќе бидат директно вклучени во организација и спроведување на протоколите. Колку точно за сега е неизвестно, но само за Штип се споменува бројка од околу 100 медицинари.